Подготвени? Благодарам, почитувани колеги медиуми, почитувани граѓани. Јавното обвинителство е во спрега со власта на Зоран Заев и тоа е јасно како ден за секој еден граѓанин. Поминаа неколку дена од јавното признание на бизнисменот Киро Тошевски, кој на национален медиум на гостување самиот потврди дека бил предмет на рекетирање од страна на братот на премиерот Зоран Заев, Вице Заев, кој е добро познат на јавноста како главниот бизнисмен на фамилијата кој голем дел од државните тендери ги има под своја капа. Во најмала рака, јавното обвинителство требаше да отвори случај и да го истражи по допрен глас, да ги истражи сите индиции за рекетирање на бизнисмени, и тоа во случај кога рекетарот кој се споменува јавно на телевизија од страна на жртвата е братот на премиерот на државата. И веднаш да ги расчисти сите сомнежи за можна вмешаност во рекет на фамилијата Заеви. Јавното признание, кое што беше посочено од страна на бизнисменот Тошевски во петокот, говори дека тој лично бил цел на закани, уцени и навреди од страна на братот на премиерот Вице Заев, се со цел да му се обезвредни атрактивен имот и истиот да биде купен по багателна цена. Посочено беше дека бил повикуван на разговори во еден струмички угостителски објект, а дополнително бил контактиран и од самиот Зоран Заев. Бизнисменот говори дека со административни постапки во општина Газибаба, кај што е градоначалник од редовите на СДСМ, му било континуирано обезвреднуван имотот со крајна цел тој да заврши во рацете на фамилијата Заеви. Всушност и не можеме нешто друго да очекуваме од нив. Повторно, огромен скандал за рекетирање, кои се обидуваат да го заташкаат на секој можен начин. Според тврдењата, за кои требаше да чуе и обвинителството, вмешани биле сите, и Заеви, и Муареми, и Кирацовски, и Катица Јанева, и Боки 13. Ама изгледа целата јавност слушна, само обвинителството е глуво за можниот скандал и криминал на власта. Затоа прашуваме, кога ќе се отвори истрага за овој случај и кога ќе се расчистат сите сомнежи во врска со овој случај. Еве зошто Заев не сака независно обвинителство и независен правосуден систем. Но, сакал или не ќе Зоран Заев, после 12 април, сите сомнежи индиции за криминал ќе бидат расчистени и правдата ќе дојде на своје место. Благодарам